АДСМ не е продадена со долгот. Напротив, АДСМ е продадена со побарување од 220 милиони евра. Компанијата Еван Австрија, која ја купила АДСМ, при купувањето наследила можност да изврши наплата од купувачите на електрична енергија во Република Македонија во висина од 220 милиони евра. Новиот собственик на АДСМ, во нашиот случај Еван Австрија, со купувањето на акциите добил компанија со 220 милиони евра побарување. Да ве подсетам само, цената што ја плати Еван Австрија за купување на 90% од акциите изнесува 202,5 милиони евра. Овој долг требал да биде разберен помеѓу двете компании, бидејќи е настанат врз основа на произведена електрична енергија во електраните на Република Македонија, кои што сега припаѓаат на ЕЛЕМ, и понатака преку системот на ЕСМ е дистрибуиран и фактуриран на граѓаните на компаниите во Република Македонија. Тоа го увидел и консултантот Minel Capital Advisors или Minel Capital Bank, која што на Министерството за економија му доставило свое видување на проблемот, кажувајќи дека билансот помеѓу предпријатија ЕЛЕМ и ЕСМ изнесува е таков, односно дека АДСМ има наплатлив долг од околу 6,5 милиарди денари кон ЕЛЕМ. Значи ЕСМ во моментот кога се делеле компаниите имал наплатлив долг од 6,5 милиарди денари. И тоа е во пари околу 107 милиони евра. И што да се направи, Minel Capital кажал дека треба да се направи јасен договор за поравнување помеѓу АДСМ и ЕЛЕМ во однос на начинот како овие 6,5 милиарди ќе бидат трансферирани од страната на ЕСМ кон ЕЛЕМ. Тој договор треба да биде готов пред распишување на тендер. Внимавајте, тоа е многу важно. Значи пред распишување на тендерот, со тоа да му се даде на знаење на новиот газда дека кога ќе ја купи компанијата ќе преземе обврска да ги исплати овие 6,5 милиарди денари. Ова е тој анекс договор за кој што дел од вас новинарите постојано инсистираат дека никој пат не бил земен во судската расправа. Напротив, овој анекс договор е клучниот документ врз кој се темели целата судска постапка. И всушност врз основа на овој анекс договор е добиена и пресудата за која што денеска се тука дебатира. Значи, подпишане помеѓу тогашниот директор на Метостопанство на Македонија Панде Лазаров и тогашниот директор на ЕСМ господин Илија Спировски. Што е важно во тој договор? Неколку точки се многу важни. Прво, со меѓусебниот анекс на договор, подпишан на 25 ноември 2005 година, тогашните раководства на ЕСМ и ЕЛЕМ се договориле долгот кој да ЕСМ го има кон ЕЛЕМ во износ од 6,5 милиарди денари да му го плати на ЕЛЕМ. Гледате, во долниот дел е оригиналниот факсимил од членот 1 на овој договор. И може да прочитате дека предмет на овој анекс договор, за да не го читам целиот, ќе се вратам само на најдолниот пасус е регулирање на долг во вкупен износ од 6,5 милиарди денари, кој што АДСМ Скопје го има кон АД ЕЛЕМ.